Аерозагадувањето ги донесе во судница надлежните институции. Владата, Министерството за животна средина и град Скопје, според тужбата се товарат за кршење на човековите права, бидејќи не презеле мерки за намалување на аерозагадувањето. Тужбата ја поднесе Македонското здружение на млади правници, заедно со еден граѓанин кој сака да е анонимен, а го опфаќа периодот од 2007 до 2018 година. Во случајот се повредени правото на здрава животна средина, кое е регулирано со Уставот на Република Северна Македонија, правото на здравје, правото на приватност на личниот и семејниот живот, и дека државата, представена преку владата на Република Северна Македонија, Министерството за животна средина и просторно планирање и градот Скопје како надлежни органи да преземаат мерки против аерозагадувањето, не ги спровеле сите неопходни мерки за спречување на надминување на граничните вредности. Државниот правобранител и полномошникот на град Скопје ја спорат надлежноста на граѓанскиот суд за овој предмет. Приложија акти, програми и инспекцијски надзори, како докази дека надлежните ја завршиле работата, што е во нивна надлежност. Без да бидам погрешно разбран, имајќи предвид дека се работи за преседан и непостоење на судска пракса во домашното законодавство, имајќи си во предвид истакнатите приговори, барам судот да се произнесе со формално решение, па во зависност од одлуката да се преземат на тамошни правни мерки. Тужителите пак, повикувајќи се на европската пракса, го повикаа судот да ја прифати тужбата во целост и да ја задолжи државата да преземе ефективни мерки за намалување на штетните честички. Пиковите на PM10 вчера ги обоја во црвено голем дел од градовите во земјава, па и председателот на државата Стево Пендаровски најави дека во понеделник оваа тема ќе биде главен фокус на седницата на Советот за национална безбедност. За прв пат ќе разговараме на тема аерозагадување и ќе бидат повикани, освен оние кои стандардно ги повикуваме, кои се чисто безбедносни теми, традиционални безбедносни теми на дневен ред, ќе бидат повикани невладините организации кои се активни во област и се разбира ресорното министерство и надлежните министри и луѓе за да ги соочат аргументите, бидејќи навистина мислам дека треба да се направи една надпартиска, една државна стратегија. Во смок и магла од вчера се обвиени по големите градови во земјава. Најзагадена синоќа беше Битола, каде граѓаните на социјалните мрежи веќе организираат протести, а демонстративен марш за во петок најавија и скопјани.